Ракометарите на Прилеп во сабота го играат вториот надпревар од пролетната полуетапа во машката ракометна Суперлига. Противникот е силниот Охрид кој годинава осетно ги засели своите редови и е сериозен кандидат за висок пласман и излез во ракометна Европа. Она што вреди да се спомене за саботното ракометно дерби е што овој пат раководството на клубот одлучи надпреварот да има и хуманитарен карактер за помош за малата Сара, на која е потребна итна операција во Турција. Ги поканувам сите љубители на ракометот да присуствуваат на ова дерби, но и една друга позначајна работа од сето ова што на овој надпревар ќе биде хуманитарен надпревар, што значи дека средствата што ќе се соберат од влезниците кои чинат 50 денари ќе бидат наменети за да спасиме еден млад човечки живот, каде што семејството нема пари да ги покрија тие трошоци за операција во Истанбул, се работи за Сара Шашеска. Така одлучиме ние управата на ракометниот клуб да излеземе со еден хуман гест и овој надпревар да биде хуманитарен дерби надпревар од 16-тото коло на домашното ракометно првенство. Од клубот знаат дека прилепчани секогаш ги покажуваат своите хумани вредности, па од тука очекуваат во сабота салата од средното училиште Ристо Рисецки Ричко да биде исполнета до последното место. Од наша страна еден хуман гест да покажеме и ги покануваме и сите љубители на ракометот во Прилеп да помогнат, знаеме дека Прилеп се е хуман град, да помогнат за да спасиме еден млад човечки живот каде што верувајте дека семејството нема средства да ги покрија овие трошоци и затоа еве уште еден апел, секој еден кој што може да помогне да го спасиме овој млад човечки живот. Ракометното суперлигашко дерби помеѓу второпласираната и третопласираната екипа на табелата се игра во сабота со почеток во 19 часот. Нови две победи на младинските екипи на кошаркарскиот клуб Марфил Спорт во своите возрастни категории. Тимот на кошаркари до 16 години стигна до висок триумф против војдански лисици за конечни 72-54, каде најпрецизни за домашниот состав беа Локвенец со 15 постигнати коша и Несторовски со 12. Во наредното коло противник на оваа генерација на кошаркари е тимот на Ринија од Куманово. Екипата пак до 18 години уште еднаш остана непоразена на домашен паркет, откако беше совладан тимот на Гостивар со резултат 68-48. Најдобри кај домаќините беа Мурџовски со 18 реализации и Петрески кој постигна 15 коша. Овој викенд М18 гостува во Кочани кај истоимениот состав.